Во некој од изминативе емисии зборувавме за вашите нови цедења за едукативна кујна и лекување со храна, разгледувајќи ги забележав мајонез. Каков е тој растителен мајонез? Дали е тој вкусен мајонез, бидејќи кажавте дека вашата кујна е исклучува од растително потекло? Така, тоа е вегански мајонез и луѓето кои што се вегани, кои што вегански се хранат, го знаат и го обожуваат вкусот на веганскиот мајонез. А некои кои што не се вегани пак ме прашуваат дали тоа наликува на оној вистински мајонез и така. Зошто би бил животинскиот мајонез вистински, овој не вистински? Ајде, настрана од тоа прашање, што е вистинско, а што не, јас ќе кажам дека вкусовите се слични или можеби исти. Сега зависи малку и од вештината на подготвувањето, заради што ние и ги издадовме тие цедиња, за да им помогнам на луѓето во нивната здрава кујна да поминат од навики на подготвување на нездрава храна кон навики на подготвување. И при тоа да биде вкусно. Ете така, да бидат вкусни јадењата и да наликуваат на вкусовите на кои што навикнале. Мајонезот инаку е многу честа храна денеска и луѓето, особено кај современите луѓе, и многу го сакаат децата. Тоа е многу важно заради тоа што како проблем кој што се јавува со децата со нивната прекумерна телесна тежина, за младите луѓе акните, нели, мрсна коса и така натаму, значи она кое што младите луѓе го гледаат како козметички проблем, тоа не е козметички, туку метаболен проблем. Ете тука во тоа CD, значи имаме многу салати кои што користат вегански мајонез и насоки за тоа како да го подготват, а сепак да уживаат во саканиот вкус, во вкусот на кој што навикнале. Така, дали тоа значи дека овој мајонез растителен ги исклучува оние состојки кои што предизвикуваат проблематична кожа, масна коса, прекумерена телесна тежина и така и најразлични други проблеми кои што ги предизвикува оној другиот мајонез кој што ние сме навикнати? Да, токму така. Растителните мајонези, односно веганските мајонези кои што се подготвуваат според рецептите на осумка, не содржат масти во таква количина во каква што содржи животинскиот мајонез, односно мајонезот кој што се подготвува класично од јајца и растителни масла. Бидејќи растителните масла не се вклучени во нашата храна како концентрирани масти. Имате вегетаријански и вегански мајонези кои што се подготвуваат со масла. Нашите мајонези се разликуваат и од нив, заради тоа што ние, например, за подготовка на тие мајонези користиме цели плодови, значи растенија, користиме или морков, или компир, или сладок компир, тофу мајонез, правиме од тофу сирење, користиме дури и овоштија, така што правиме и овошни мајонези со сладуња вкус, па кои што ги користиме за подготовка на овошни намази или пак овошни кремасти оброци. Така, ете, токму во ова CD и тоа го забележав, намази и салати, меѓутоа не станува збор за оние салати од зеленчук, него некој друг вид салати. Какви салати објаснуваме во ова CD? Какви се тие намази и салати кои што се користат во здравата исхрана? Значи се е тука направено од зеленчук и овошје, но така, меѓутоа не се оние класични кои што ние секојдневно ги... Така, не се салати кои што ние ги знаеме како додаток на главните оброци за ручек и така натаму, туку овие се салати кои што самите по себе представуваат оброк. Тоа се од типот на оние салати, како што луѓето навикнале да ги подготвуваат за разни свечености, руска салата, француска салата, кинеска салата и така натаму, но според вегански рецепти. По вкусот наликуваат на слични вкусови. Така, по вкусот наликуваат на нив, меѓутоа можам да кажам дека се многу повкусни. Ама за да се почувствува и за да се прифати нивниот вкус, треба да се подготви салатата. Некако луѓето даваат отпор веднаш уште пред да ја пробаат или пред да ја подготват салатата, дека штом таа ги нема тие состојки на кои што навикнале, сигурно не е вкусна. Јас им препорачувам на гледачите нека се послужат со рецептите кои што се посочени во нашите цедиња, нека ги подготват салатите и ќе го почувствуваат вистински природниот вкус на зеленчукот, кој што мислам дека одамна го заборавиле. Ви благодарам на овие одлични совети што им помогнавте на нашите гледачи како да од здравите, од оние вкусни навики да преидат исто така во здравје.
Тоа беше се што подготвивме за денес и за ова издание на Урбан Стил. Со наредни содржини, нови содржини следете ни наредната среда во истото ова време 21 часот Skynet телевизија. До тогаш имајте убава вечер, имајте убава работна недела, се гледаме во среда.